за 8 пациенти се сигурни, а нашиот стремеж е за 30 пациенти да биде во прва група. По внесување на овие пациенти во терапија со трикафта, секако ќе ги следиме резултатите и понатаму ќе се надевам и за идната година ќе бидеме подобро спремни за набавката на терапијата за другите пациенти кои што се потенцијални и имаат таква генска мутација која што има потреба од третман со трикафта. Давањето можност, законска можност за преговарање директно со фабриката на нас како здравствени авторитети ни овозможува обезбедување на пониска цена за терапијата, која што секако поради условите за преговарање би било да не бидат јавни тие цени, затоа што фабриките развиваат нивни регионални политики, некогаш нели си дозволуваат давање на посебни понуди за посебни држави. Знаејќи го нивото на развој, економски развој во нашата држава, они сигурно би дале подобра понуда. Ние веќе пристапивме кон комуникација со фабриката, значи се уште нема да пристапиме во договор со фабриката, меѓутоа комуникација веќе да, и сите потребни измени за законите кои што ќе ни го дозволат ова. Да, значи вака, закон за лекови, закон за јавни набавки и закон за здравствено осигурување ќе бидат сменети членови кои што ќе ни дозволат да преговараме со фабриките, односно со производители на одредени лекови. Да напоменам дека во оваа работна група ќе биде внесена и еден член кој што е од Асоциацијата за цистична фиброза, само поради транспарентност за тоа што ќе го работиме заедно со нив во известување, во постојано информирање, ќе бидат и они во тек што се случува.